Општините од истокот се подготвуваат за големиот христијански празник Богојавление Водици. Локалните самоуправи во соработка со црквата организираат настани, а верниците се фрлаат во светените води по Светиот Крст. Во општина Штип досега се пријавени 50 верници за празникот, 40 кои по Светиот Крст ке скокаат во река Брегалница од мостот кај Астибовата градинка и уште 10 пријавени кои ќе се фрлаат во Штипско Ново село. Овој број до петок ќе биде зголемен, оти пријавувањето е се уште во тек. На 3 локации крстот ќе се фрли во водите во општина Карбинци. Градоначалникот Виктор Паунов очекува заинтересираност од страна на младите. Се работи за добро познати локации во 3 населени места. Долни Балван, Карбинци и Таринци ќе се фрла крстот и оваа година. Очекувам да има заинтересираност кај младите за фрлање на Светиот Крст, за фаќање на Светиот Крст и порачувам овој празник да помине во добар дух, добро расположение, да помине во добро здравје, да помине во сожелби за успех, берикет на секое поле и здравје за секој наш сограѓанин. Злетово е единственото место во државата каде по Светиот Крст во Злетовска река традиционално скокаат само младоженци. Во Проби Штип може да се капат сите заинтересирани верници. Во Злетово во раните утрински часови, во 7 часот, во водите на Злетовска река, ќе биде положен Светиот Крст, а по Светиот Крст исклучиво, значи, тоа е стара злетовска традиција, исклучиво се капат младоженците. По тоа сме уникатни и единствени во целата држава. Потоа, во 11 часот, во Проби Штип, на аквапаркот, исто така, сите кои што сакаат да се капат и да се фрлат по Светиот Крст, има можност и заедно со Македонска православна црква го организираме овој настан. Има повеќе 1000 посетеност, не само од Проби Штип, не само од општината, туку и од пошироко. Во петок ќе се осветат и водите на река Брегалница во Берово. Пријавувањето е до самиот празник, а веќе при крај се подготовките од страна на општината и црквата. Секоја година, значи, имаме меѓу 20 и 30 пријавени, меѓутоа пријавувањето се уште е во тек и тие конечно список го има значи непосредно пред почетокот на осветувањето на водите. Во општина Кочани досега има пријавено околу 20 верници, кои ќе се фрлаат по Светиот Крст во водите на Кочанска река, но бројката се очекува да биде меѓу 50 и 60, согласно праксата од претходните години.